Изгубивме легенда, изгубивме талент, изгубивме поместувач на граници. На 11 март го изгубивме нашиот Кирил Поп Христов Кили. Акторот почина на 58 годишна возраст во Еквадор, каде што со сопругата Гордана Дејана Поп Христова се пресели во 2014 година. Со нив беше нивната ќерка Јоана, а Кили како своја ќерка ја сакаше актерката Нина Дејан, ќерката на Гордана од првиот брак. Но Кили беше човек што беше влюбен во убавината, уметноста во животот. Тој околу една седмица пред смртта се поздравил со најубав комплимент со неговата колешка, актерката Софија Куновска. Софија сега напиша: "Не можеше да се поздравиш со мене на поубав начин, од тој што го избра за да се поздравиш пред неколку дена. Патувај со ангелите, драг Кили, и таму одсвирија и отпеа најубавата песна." Потоа Софија сподели каков прекрасен коментар и напишал Кили пред смртта на нејзина понова фотографија на Facebook. "Отиде животот иста си целосно како кога бев многу заљубен во тебе." Актерката Зендеја ги хипнотизираше сите присутни на премиерата на филмот Драмата во Лос Анџелес, кога се појави во легендарен бел фустан. Холивудската убавица Зендаја е тема на јавноста веќе некое време и се поради незиниот брак со Том Холанд, за кого речиси ништо не се знае. Иако многу медиуми и обожаватели се обидуваат да сватат за што станува збор, актерскиот пар паметно молчи и ја држи својата интимност подалеку од љубопитниот свет. Сега Зендеја повторно привлече внимание на премиерата на филмот Драмата во Лос Анџелес. Се појави во истиот фустан што го носеше на Оскарите во 2015 година, а во тоа време имаше само 18 години. Станува збор за елегантен фустан од Вивиен Вествуд, кој ја следи линијата на телото и ја истакнува витката фигура на актерката. Стайлингот го надополни со едноставна боб фризура и луксузен накид од брендот Чопард. Македонската хип-хоп сцена добива уште едно значајно издание. Елде Пистолеро официјално ја објави својата целосна соло дискографија на винил, носејќи својата музика во формат што љубителите на звукот го ценат најмногу. Овој чекор представува вистински омаж на неговото творештво, но и на културата што ја гради со години. По тој повод вечерва со почеток од 19 часот во Баду бар во Порта Влајке се одржи промотивен настан, каде фановите ќе имаат можност да бидат дел од ова посебно доживување. Настанот ветува одлична атмосфера со лајв настап на Елде Пистолеро, диџеј сет од диџеј Гоцем, како и вкусна храна подготвена од Џоџо. Визуелниот дел ќе биде збогатен и со видеопроекции. На 26 март од 19 часот и 30 минути во Националната опера и балет ќе се одржи концертот Австријска вечер на камерна музика. Настанот е посветен на делата на тројцата големи композитори од Виенската класична школа: Волфганг Амадеус Моцарт, Џозеф Хајнт и Франц Шуберт. Под мотото контра стрингс и кларинет, публиката ќе слушне изведби на камерна музика со акцент на гудачките инструменти и кларинетот. Концертот е во организација на Австриската амбасада во Скопје со цел промоција на австриската музичка традиција и културна размена. Влезот е слободен, а најавена е дегустација на вина од Австрија.